Јавниот сервис заглавен во времето. Освен програмата што се емитува на фреквенцијата на МРТВ, речиси нема друго место на кое можете да ги најдете содржините кои ги пласира националниот медиум. Новите технологии наметнаа нови начини на известување и следење на настаните, но се чини јавниот сервис заостанува во чекорот. Веб страната на МТВ не е ажурирана речиси 3 недели. Последната вест објавена на неа од 6 месецов, а се однесува на интервјуто на премиерот Заев за грчки медиум. На социјалните мрежи, присуството на МТВ е уште пооскудно. Повеќе од 1 месец нема никаква активност на Facebook профилот на МТВ, а последната објава е од 17 јуни, односно од потпишувањето на договорот со Грција. Состојбата со Твитер профилот е уште попасивна. Оваа социјална мрежа јавниот сервис не ја употребува од 14 април 2016-та. Националниот медиум веќе подолго време е мета на критики поради начинот на известување, што беше и поидовна точка на намерите за негово реформирање. Неинертноста на МТВ е забележана и од Сдруженијето на новинари. Во време кога најголем број од јавните сервиси своите информации ги објавуваат на онлайн платформите, нашата македонска радиотелевизија речиси 3 недели нема ништо објавено на својот официјален сајт. Состојбите со националниот медиум се нотирани како загрижувачки, а најавените реформи се движат со споро темпо. Потребно е да се донесе законот за медиуми кој во моментов е обструиран од опозицијската ВМРО ДПМН, а потоа да се заменат програмскиот совет и уредувањето по вертикала за да се ослободи јавниот сервис од канџите на политиката. Најголемите критики во изминативе години во однос на известувањето на МТВ се однесуваа на селективноста и необјективноста, принципи кои националниот сервис има должност да ги почитува.